Полиција се бира за да ги поправи работите, особено очекувањата се големи во овој период кога Македонија ги трча последните или ги изодува последните чекори кон асоцијативно членство кон Европската унија и НАТО алијансата. Токму така. Тука нема простор за такви коментари, така беше порано. Ако ми дозволите да кажам, да, нели така? Значи, судството беше катастрофално. Сега овие 2 децении наназад е катастрофално во секој поглед. И судски процеси чекаа по 10-15 години нерешени. Со измената на законодавството се забрзаа процедури, се воведе начин на контрола на тоа колку време се држат и зошто се држат и дали се држат некои постапки намерно под маса и се воведоа механизми за тоа да се стимулира и да се забрза. Од аспект на ефикасноста, дали се суди подобро, покоректно, поправично? Побрзо да, поефикасно да. Јас не сум судски вештак. Јас не сум судски вештак за да кажам. Гледате кој се вработува и како. Не сум судски вештак за да кажам дали е поквалитетно или понеквалитетно, но е поефикасно, а тоа беше една од забелешките. Но далеко од тоа дека јас сум задоволна и дека ние сме задоволни од тоа ниво на кое што е судството, тоа ќе мора да се унапредува и ќе мора многу работи да се поправат и понатаму. Евроинато интеграциите статус кво. Да, тука сме блокирани од нашиот јужен сосед комплетно, а во ситуација кога внатре во државата нема консензус, доволно направи од своја гледна точка она што може да го направи, апропо ставот на Грција што е некоректен. Меѓутоа мислам дека немањето консензус внатре во државата околу настапувањето кон надвор многу ја оштети македонската држава. Тука е пред се според мене опозицијата виновна затоа што излегуваше во многу клучни моменти за Македонија, многу некоректно визави владата која што ја представуваше државата. Мислам дека на вакви клучни прашања требаше да се има многу повеќе толеранција, многу повеќе разбирање и многу повеќе инсистирање на заеднички став. Знаете што во Грција пратениците на Нова демократија, поранешниот лидер Дора Бакојани тврдат дека Грција испорачала вето за Македонија. Владачкиот пасок ги опоменува дека тоа што го тврдат не е добро пред процесот во Хаг. Меѓутоа, има една константа и една заедничка црвена линија која што е дефинирана и која што ја застапуваат сите. При тоа, секоја владеачка гарнитура која што доаѓа на власт ја носи клучната одговорност како ќе ги спроведе државните стратешки интереси. Како тоа во Македонија е поодговорна опозицијата од власта кога не се наоѓа консензус или нема политички диалог или нема разбирање помеѓу политичките структури околу ова клучно прашање. Ке ви одговорам. И друг пат сме разговарале на оваа тема, господине Поповски, знаете, и мојот став тука е непроменлив и ставот на Дом. Од Грција ние добивме едни антидемократски и антицивилизацијски барања. Барања за промена на име, на идентитет, на историја, на нашето тоа е јасно, тоа го знаеме. Да, не се знае. Како Македонија дипломатски и стратешки реагира? Првично таму да се тргне. Тие барања што ги поставува Грција се невозможни за прифаќање. Ни една нормална влада, ни едни нормални политичари не можат тие да ги прифатат. И фала Богу затоа и не се прифатени. Се сменувале многу влади во Македонија. Генерално, господи Поповска, има некаков консензус, само никој нема храброст да го каже. Значи цело време во суштина сите се против промена на идентитетот, јазикот. Да, и затоа на анкетите, па и уставот и така натаму. На анкетите таму 85 и колку проценти од македонците велат дека се против, апсолутно, исто како што сум јас, како што и моите колеги се против. Што е проблемот, зашто нема заеднички став? Значи, затоа што не, во прашање некоректност и користење на некоректна политичка игра и користење на тешки моменти во кои што во моментот се наоѓа државата за да се води борба антивладина, при тоа не водејќи сметка дека истовремено се води и антидржавна борба. И тоа е мојата голема забелешка на некои колеги кои што во клучни моменти најдоа да прават разногласие во поглед на овие прашања. Да не заборавиме дека се додека Македонија беше унисона во политички поглед внатрешно, додека и македонци и албанци, позиција и опозиција, одевме на исти ставови. Заеднички нудевме двојна формула, заеднички лобиравме за признавање на Македонија под уставното име и затоа и Македонија беше признаена од 120 и кусур земји до пред известно време и тој број секојдневно просто напредуваше, затоа што бевме унисони.
и затоа што делувавме сериозно и убедливо кон надвор. Во моментот кога внатре се расцепи позицијата на Македонија по најклучното прашање за идентитетот, за името, тогаш во тој момент почнавме да тонеме. И тогаш ниедна влада не може да биде доволно паметна или силна и мудра да ја извади состојбата од таа ситуација. Меѓутоа, секоја влада има обврска да ги повлече суштинските чекори во изнаоѓање на компромисно решение, поточно во изнаоѓање на консензус околу предлозите што Македонија може да ги прифати. Сето она што можеше, сметате дека се исцрпено. Се исцрпено, меѓутоа доколку Тврдите дека опозицијата лицитирала со името. И лицитирала и честопати играла само вербална игра, политичка, за некои маркетиншки поени. Иако и самите веројатно биле свесни, тоа се умни луѓе и самите се свесни дека некои работи едноставно не се можни во некоја ситуација да се остварат, но едноставно действувајќи антивладино реагирале на таков начин. Ево го официјалниот став, да ја заокружиме оваа тема бидејќи се наметна. Официјалниот став на опозицијата е дека ќе поддржи секое решение што ќе успее да го излобира владата на Никола Груевски. Владата на ВМРО-ДПМН има јасен став, тој е срочен и во програмата, дека не доаѓа предвид било какво менување на идентитет, јазик, име на нацијата, промена на уставот и дека сето тоа мора да биде верификувано какво и да е некое решение што ќе биде изнедено на референдум. Да. Против референдум не е ни опозицијата. Го прифаќа на некој начин. Против референдум не сте ни вие. Напротив, сте за референдум. Во собранието имаше... Во 2008-та, само дозволете ми, во 2008-та, како дел од коалицијата, Дом застана за оваа програма, тоа беше заедничка програма на владината коалиција и со таква програма се доби огромна поддршка од граѓани. Апсолутно 60% во собрание од коалицијата. Значи, генерално, или во суштина, нема големи разлики, ми се чини дека нема никакви разлики помеѓу политичките субјекти во Македонија околу тоа што е прифатливо, а што не е прифатливо. Каква е варијантата на компромис што може да помине, и тој веројатно треба добро да се одработи, но јасно е што не може да помине. Тогаш, вие сте дел од власта. Каде е проблемот, зошто не може да се седне и да се разговара отворено? Груевски тврди дека кога седи со Црвенковски како да седи со грчките авторитети. Црвенковски тврди дека од друга страна кога седи со Груевски, дека едно говори на средбите, друго говори во меѓународната јавност, трето говори пред домашната јавност. Каде е таа недоверба? Јас ве молам да не барате од мене да ги коментирам. Кога ќе ви дојдат тие лидери што јас барам од вас нешто друго. Нив прашајте ги како се погледнуваат едни со други. Вие сте дел од коалицијата, тврдите дека нема никакво заедништво околу овој став и тврдите дека за тоа е поодговорна опозицијата. Јас ве прашувам, нели сметате дека одговорноста е сериозно подеднаква, но дека обврската да изнајде варијанта како да се направи некаков заеднички компромис на политичките субјекти секогаш има владата која што ја води државата? Нема да се согласам со вас. Зошто? Затоа што ако се бара диалог, и внатрешен диалог, нели, тогаш за диалог се потребни две страни. Ако едната страна си стане од масата, нема да има диалог. Тоа е исто како сега во парламентот. Сите сакаме да има диалог, ама опозицијата излезе од парламентот. И диалог нема, барем не во парламентот. Значи, иста е состојбата и со наоѓањето консензус. Сега и пострашна варијанта, има политички, нели, лидерски средби каде што има средби, ама нема суштински договор. Многу тешко се доближуваат ставовите, штетата за државата ќе биде страшна. Знаете што, ние како Зелена партија токму затоа сметаме дека на Македонија и треба една пошарена влада, една состојба каде што ќе се излезе од црно-белиот свет и затоа ние предлагаме избери зелено од црно-белиот свет, за да има поголема понуда на идеи и решенија и за да има една поголема толеранција помеѓу нас сите, затоа што кога има само два блока од две страни кои што се крајно спротивставени, тогаш има голема длапка меѓу нив. Потребно е да има во просторот и други субјекти. Затоа сами одите на избори, така одлучивте. Неколку подкомпоненти на тоа самостојно настапување на изборите. Пука ли коалицијата меѓу вас и ВМРО-ДПМН? Минатата година во мај се обидовте со Павле Трајанов и со неколку други колеги да формирате независна пратеничка група во собранието. Бевте изненадени кога вашите имиња се појавија како дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Дали од тогаш се чувства некое недоразбирање или напнатост во односите дом ВМРО-ДПМН? Некое чудно недоразбирање тоа излегло, меѓутоа мислам дека